Дали несобраното ѓубре на скопските улици ќе остане најмалку до 29 август. За тогаш е закажана седницата на Советот на град Скопје за решавање на проблемите на скопјани. За неиспразнетите контейнери и неуредените градски површини Арсовска вината ја префрли кај советниците од ВМРО ДПМН. Од таму пак тврдат програмите се изгласани и очекуваат извештај за работењето и вработеноста во јавното претпријатие Комунална хигиена. Програмите се изгласани на седницата на Совет за предпријатијата Паркови и Зелениво. Таму има изгласано целата програма заедно со вработување на сезонски работници, во кои градочелничката критикуваше дека не се изгласани, како и изгласана програмата за комунална хигиена Скопје. Само не е изгласан оној дел на вработување на нови сезонски работници. Значи, ќе повторам, не оние што ги чистат континерите, што има смет, туку оние што го чистат ѓубрето на булеварите. Со метоа, нели, што идат во едни помаранџести елечиња, тоа се сезонски работници. Додека главниот проблем со кој се соочува градот е нечистење на ѓубрето од страна на вработените кои го креваат отпадот и го носат во дрисо. Се чека и на решение на проблемот со јавниот превоз. Арсовска предлага, но советниците не гласаат за набавка на нови екоавтобуси. Таа обвини дека проблем се советниците од ВМРО ДПМН. Тие пак велат, иако побарале, градоначалничката дала несериозно објаснување за оваа програма. Ако ви каже градоначалник дека ќе кошта 1 денар и не ви даде подетална информација, мислам дека и вие да сте советник не би го гласали. СДСМ пак побара од премиерот и градоначалничката да престанат да се препукуваат и да се фатат за работа. За жал, сведоци сме дека продолжува препукувањето на релација ВМРО ДПМН и Арсовска. Меѓусебно си ја префрлаат одговорноста за тоа кој е виновен за колапсот во градот Скопје. За утре е закажана координација на советничките групи со председателот на Советот Трајко Славевски и градоначалничката Данила Арсовска, на која треба да се дискутира за актуелните проблеми на скопјани. Пред 2 дена без договор заврши првиот состанок на градоначалничката Арсовска со премиерот Христијан Мицковски и министерот за локална самоуправа Златко Перински.